Цената на геврек е безмалку колку килограм, а 1/4 бурек колку 2 килограми брашно. И граѓаните сметаат дека овие производи се прескапи. Да. За мали пензии тоа многу е скапо, бога ми. Ја кога геврече гледачко тука 19 динара на Шолич. 65 динара, 4-членна фамилија, ако треба да купе 4 пати по 65, бога ми, тоа е само доручок. Скапо е. Скапо бурек, нема шанса да зиеме. Скапо е. Едно кило брашно 25 динара, а овај 65 динара. Тоа е многу. Од друга страна, пекарите велат дека цените се на работна рентабилноста и дека во прашање не е цената на брашното, туку нешто друго. Пекарството воопшто и угостителството е со проблеми, се соочува со недостаток на работна сила и поради тоа изголемување на платите, односно работната сатнина, и тоа се должи на тоа, бидејќи кога мораме вработениот да му дадеме поголема сатнина, поголема плата, мораме да печалиме на ситните производи, бидејќи лебот, како што знаеме, веќе е замрзнат подолго време и ќе остане така, барем тоа е мое мислење. Значи, ние мораме да видиме во некои производи и рентабилни, така што на тие производи ќе печалиме, значи, малку повеќе отколку што треба. Тука треба да спомнеме и дека производите што ги произведуваме, односно сите пекари што произведуваат во поголема количина и што остануваат, што не се продават, ги враќаат, значи мораме да го искалкулираме и сето тоа повратот за да добиеме една цена која ќе биде за нас рентабилна, и прифатлива секако и за муштеријата. Ако на ова се додадат и останатите зголемени трошоци како одржување, транспорт и се што е поврзано со пекарската индустрија, се доаѓа до наизглед апсурдна цена. Геврек колку килограм брашно, појаснуваат пекарите. Апсурдната ситуација е таа што цената на работната рака е многу зголемена на мајсторите за бели пецива, како другите суровини и енергетични се учени во изработката и додена до таа цена, што пак не е драматично зголемена него како претходно. Факт е дека во некои маркети брашно има и за 27 денари, но има и за 35 и 39. Но овие цени се даваат во другите големи трошоци. Доколку на пазарот се случат промени и цените почнат да паѓаат, нормално е и финалните производи да бидат поевтини, потенцираат пекарите.